вечер. Топ тема на ваша страна на 5 дена до изборната одлука вечерва со ново испитување на јавното мислење. Кој добива, а кој губи? Какво е расположението на граѓаните? Ке дознаеме и за процентите на национално ниво и одвоено по изборни единици. И во вечерашниот формат, како и при презентацијата на првата анкета, податоците се кај мене, а анализата и оценките и коментарите кај Оливера Трајковска и нејзините гости. Оливера? Добро вечер и од мене. Нова анкета на Телма. Првата анкета беше теренски спроведена на примерок од 1000 испитаници. Ова анкета е спроведена од 20 до 30 ноември, телефонски, на малку поголем примерок од 1800 испитаници. Анкетата ја нарача Телма телевизија и Македонскиот центар за меѓународна соработка и ја изведе М-проспект. Ова се доволните назнаки за податоците во врска со анкетата. Должам уште да дополнам дека на национално ниво маргиналната грешка на анкетарот е 2,5%, а по изборни единици плюс минус 6%. И околу ова ќе поразговараме, но за почеток веднаш да тргнеме со првиот блок на реклами, па потоа и со првата презентација. Топ тема на ваша страна, втора анкета на Телма телевизија и Македонскиот центар за меѓународна соработка за изборното расположение. Вечерва, за разлика она од првата, не само податоци за расположението на гласачите на национално ниво, туку и преглед на волјата или моментното расположение на избирачите по изборни единици. 5:1. 5 партии и коалиции во опозицијскиот блок наспрема владеачката ВМРО ДПМН ја стартува изборната трка, но какви ќе бидат резултатите, кој се ќе влезе во парламентот? Многу неизвестна трка и во македонскиот и во албанскиот политички кампус. Ова е сублимат само на вечерашнава анкета. Почнуваме со редоследно по изборни единици. 10 партии и коалиции поднесоа листи во првата или популарно позната како Скопска изборна единица, а резултатите покажуваат водство на коалицијата на СДСМ пред ВМРО ДПМН од 2,3% поени. Или поконкретно, ВМРО ДПМН во првата изборна единица би освоили 21,9%, СДСМ 24,2% од гласовите, понатаму следуваат ДУИ со 7,6%, ДПА со 2,6% од гласовите, коалицијата за промени и правда 1,7%, овие 0,3% се за коалицијата ВМРО за Македонија и Алијансата за албанците. Изненадувањето во првата изборна единица се овие 3,6% за листата во оваа изборна единица на левица. Потоа следуваат 2,6% од гласовите кои што би ги освоила листата на БЕСА. Меѓутоа и тука имаме еден огромен контингент на гласови или така наречена сива зона, која изнесува околу 30,1%, односно 13,9% одбиваат да кажат за кого ќе гласаат, 16,2% се уште не знаат, а 5% одговориле дека тоа ќе биде ниту една партија. Продолжуваме со изборната единица број 2. Во втората изборна единица, или позната како Скопско-Кумановска, на предност може да смета ВМРО ДПМН со 19,3% од гласовите, наспроти СДСМ која што има 17,9% или разлика од 1,4% поени. Просек од 5 мандати, зависно од избори во оваа изборна единица, отпаѓаат на партиите од албанскиот блок, а тука соодносот на силите е 8,1% доверба или поддршка за Демократската унија за интеграција и 4,1% за партијата за демократски просперитет. БЕСА во втората изборна единица има 4,4%, но и овдека контингентот на гласови кои што стои во онаа така наречена сива зона, тоа е оваа бројка е огромен. 22% се изјасниле дека
не сакаат да кажат за кого ќе гласат, 13,2% се уште неодлучни или не решиле за кого ќе гласаат, 5,4% се партиите, се е бројот на гласачи кои што нема да гласаат за ниту една партија. Останатите партии кои што имаат своји листи во оваа изборна единица се некаде под 1%, дел од нив или пак воопшто ги нема. Одиме со изборната единица број 3. Изборната единица број 3, која што опфаќа делови од Македонскиот исток, како и централниот дел со Велес или вкупно 24 општини. Оваа изборна единица би можела да го даде вториот мандат за некоја од помалите партии. 5,3% е поддршката овдека за листата на коалицијата ВМРО за Македонија, што се однесува до соодносот помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Тука ја имаме и најголемата разлика во сите изборни единици. 35,6% се изјасниле за поддршка на ВМРО ДПМН, 26,1% за поддршка на Социјалдемократскиот сојуз. И тука имаме и најмал број на неопределени. 9,9% се уште не знаат за кого ќе гласаат, 14,9% не сакаат да кажат. Оваа бројка, значи оваа сива зона, е во услови кога разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е 9,5% поени. Продолжуваме понатаму со изборната единица број 5 или позната како Охридско-Стручко-Битолска изборна единица. Редоследот на изборните единици не е случаен, оние најинтересните ги чуваме за на крај. Овдека со односот на силите 29,5% поддршка за ВМРО ДПМН, 21,5% поддршка за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Демократската унија за интеграција би можела да смета на поддршка од 6,7% и се чини дека тука некаде меѓу овие три партии би завршила поделбата на мандатите, бидејќи другите партии се далеку под онаа маргина која што може да им донесе било каков мандат. Сивата зона и овдека е многу голема, 17,8% не сакаат да се изјаснат, 12,4% не решиле се уште за кого ќе гласаат, 6% одбиваат да кажат. Продолжуваме понатаму со шестата изборна единица. Оваа изборна единица е најспецифична затоа што тука се или една од двете специфични изборни единици, бидејќи тука се случува битката меѓу лидерите на албанските партии. Впрочем, тоа го покажува и оваа табела. 18,9% поддршка за Демократската унија за интеграција, 10% поддршка или нерешен резултат имаат Демократската партија на албанците и движењето БЕСА. 8% е поддршката за ВМРО ДПМН, 5,3% за СДСМ, додека Алијансата за иднината на албанците има 4,3%. И тука некаде ќе се движи поделбата на мандатите. Овој распоред на силите покажува дека има реални шанси во следниот парламентарен состав да влезат 4 од 5 партии во албанскиот блок кои излегуваат на изборната трка, односно две нови партии, а тоа би можеле да бидат движењето БЕСА и Алијансата за иднината на албанците. Голем процент на неодлучност, на нерешителност, 20,3% изјавиле дека се уште не одлучиле за кого ќе гласаат, 16,9% не сакаат да кажат, и ова е всушност најголемиот број на неодлучни гласови гледано или онаа сива зона гледано во сите изборни единици. И за крај, најинтересната, не без причина, изборна единица број 4, каде што ќе се води и лидерската битка меѓу председателите или лидерите и претенденти за иден на премиер Никола Груевски и Зоран Заев.
Проекцијата од нашата анкета во моментот покажува водство на ВМРО 28,3% пред СДСМ со 26%. 2,7% е поддршката овдека на коалицијата ВМРО за Македонија. Сепак овој неречен резултат, оваа процентна разлика од 2,3% поени меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ навестува веројатно неизвестна битка, бидејќи и тука имаме голем контингент на гласови, односно 15% се уште не одлучиле за кого ќе гласат, а 21% од анкетираните во нашата анкета одбиле да се изјаснат за кого ќе гласаат. Сума сумар, кога сето ова ќе го сведеме, доаѓаме до распоредот на силите на национално ниво, а тој е следен. На ниво на држава, доколку се соберат гласовите од сите изборни единици, водство на ВМРО ДПМН од 23,3% од гласовите, СДСМ со поддршка од 19,4%. Демократската унија за интеграција има поддршка од 6,6%, ДПА има поддршка од 3,3%. ВМРО за Македонија, коалиција ВМРО за Македонија 2,5%, Алијанса за иднината на Алијанса за албанците се извинува 1,2%. Либералната партија е со поддршка на централно ниво од само 0,1%. Коалицијата на Павле Трајанов само 0,9%. БЕСА има поддршка на национално ниво од 2,7% и овдека на национално ниво и оваа анкета на Телма и на Македонскиот центар за меѓународна соработка покажува голема број на неопределени. Неопределени и натаму се 15,1%, одбиле да се изјаснат 17,6%, што е вкупна бројка од 32,7% неодлучни или не се уште неопределени за кого би гласале на овие избори. Или, споредено на национално ниво, 3,9% поени е разликата меѓу двете водечки партии во Македонскиот блок, ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз, што е некаде околу 1% поен помалку од разликата што имавме во првата анкета. Тоа се податоците, односно распоредот на мандатите на довербата кај гласачите на национално ниво и расположението по изборни единици. Должам само извинување за онаа грешка што ја направив предмалку во изборната единица број 2, каде 4,1% наместо за ДПА, реков дека се за ПДП. Партијата за демократски просперитет настапува само во 6-та изборна единица, но и таму нема свој представник, односно не се појавува воопшто никаде во овие наши истражувања на волјата на гласачите. Што би можело да се сумира? Расположението во албанскиот блок кај опозицијските партии е поголемо од она за ДУИ, ако се соберат процентите на опозицијската групација, и кај Демократската унија за интеграција, и исто така во македонскиот блок расположението се извинувам, кај опозицијскиот блок е речиси изедначено со поддршката на ВМРО ДПМН, но тоа секако не е обид за релативизација на сите резултати што ги слушнавме, туку поттик за дебатата која што следи со Оливера и нејзините гости. Оливера, повелете. Благодарам. Беше ова прилично бројки, прилично математика. Должам на почетокот за нашата анализа да ви најавам дека во студиото ќе бидат главниот и одговорен уредник на Телма телевизијата на Скировски, добро вечер, и првиот извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кршаловски. Добро вечер. Најавив на почетокот дека сакам пред воопшто да почнеме да ги анализираме овие податоци, Александар, да
ги прокоментираме или на некој начин отфрлиме можните сега математики кои се прават некаде дома во обид да се поправи, коригира веќе веднаш првото сознание за резултатот. 2,5% маргина на национално ниво и плюс минус 6 по изборни единици. Што значи тоа? Понекогаш правиме малку весела математика, па процентите ги мешаме со индексните поени, па некој веќе веднаш ке рече дека ова недвојбено покажува дека ако сте плюс минус 6, може да се сметате себе си дури за победник. Автоматски. Иако јас не сум експерт за статистики, немам тоа завршено, доволно долго работиме во МЦМС анкети да имам навлезено да дам некои коментари од методолошка природа. Значи, една намалена статистичката грешка во однос на претходното истражување со самиот факт дека има повеќе испитаници, 1800 наспроти 1000, и од 3% го намаливме на 2,5% на национално ниво, што отприлика значи дека ако 100 анкети се направат сега, 95 од нив ќе имаат резултати во рамките на тие 2,5% лево или десно од бројката која ние ја кажуваме во ово истражување. Или на може попластично за гледачите, деновиве баш прочитав сличен пример. Ако производител на брашно напише дека стави 100 кесички со брашно од 1 кило, и каже дека ова има 1 кило со грешка од 3%, тоа значи дека во 95 од тие кеси има точно кило плюс минус 30 грама, значи 970 до 1030 грама, освен можеби во 5 кои ќе излегуваат од тие 95. Така и кај нас можно е некои од анкетите кои се појавуваат во ова да излегуваат од овие 3, меѓутоа очекувањето дека 95% од сите анкети ако би се направиле по истава потполна методологија ќе ги дадат резултатите во рамките на прогнозираниот процент плюс минус 2,5%. И веднаш да довршам и за примерокот по изборна единица. Бидејќи 1800 е вкупниот примерок, овој пат намерно направивме поголем примерок за да може по 300 од секоја изборна единица да се анкетираат, што дава можност да се прогнозира некаков резултат и по изборна единица, иако заради самиот примерок од 300 грешката таму е 6%, плюс минус 6%, значи поголема грешка во можност за грешка во. И тоа не е ваш избор, туку теоретски има табела по која што во зависност од колку. Претпоставам дека има многу прашања и коментари, дали можеме воопшто ова да го земаме за релевантно, па ќе ви речат сепак е мал примерокот ако истражувате на изборна единица 300 испитаници. Претпоставам ако тоа го довршуваат како некаква логика на последните избори за да се сметаат релевантни овие во Америка, претпоставам примерокот ќе требаше да оди во некакви илјадници испитаници, а не е така. Токму така, баш е добар пример со последните избори, бидејќи таму по многу анкети прават и мислам дека година 570 беа направени за Доналд Трамп и Хилари Клинтон. И ако се осврнеме на последните денови од анкета од пред изборите во Америка, таму сите агенции прогнозира од плюс 1 до плюс 7% предност за Хилари Клинтон. Само една агенција имаше 3 пати во последната недела прогнозирано нерешено и една агенција еднаш рече плюс 1 за Трамп. Првиот впечаток после резултатот, бидејќи кога ги гледате на едно место, тие сите плави беа, една точка црвена и 3 жолти нерешени. И најголемиот коментар веднаш беше дека сите промашиле. Ама кога се погледа подобро, бидејќи сите тие на ист примерок прават на 1500 отприлика во Америка, не влијае големината на земјата за статистичкава грешка. Значи повеќето од нив беа со плюс минус 3%. Вели баш ги бројав 90% од нив всушност погодија бидејќи беа во рамките од 4,5% за Хилари Клинтон до 1,5% за Трамп, бидејќи на крајот сите тие го мерат на популар воут што го вика, односно колку како и ние што мериме тука на национално ниво, дека на крајот Хилари победи со 2 милиони гласа разлика, односно 1,5% од разликата во гласовите. И тоа значи дека сите што рекле плюс 3% до 4,5% се во право. Значи анкетите во 90% биле точни всушност. Благодарам за почеток. Телефонска анкета е одлуката на Телма за вториот турнус. Првата беше теренска, претпоставувам дека и во однос на тоа ќе има коментари. Се повеќе се зголемуваат оние Атинас кои што сметаат дека се веќе исклучителни стручњаци во зависност од тоа дали им се допаѓа или не резултатот. Се разбира дека телефонската анкета
има своји слабости. Ако ја ставиме во контекст на општество кое прилично време демонстрираше страв, тоа е можеби параметарот кој е клучниот во телефонската анкета, кој секогаш ќе ви го наведат ако сака да ја оспорат релевантноста на анкетата. Па видите, сега има и едниот и другиот метод имаат своји предности, имаат своји мани. Морам да кажам дека последниве 2 месеци стварно навлего во оваа проблематика. Не можам да кажам дека сум подготвен да подготвувам анкети и да вршам истражување, меѓутоа без малку се што се однесува до методологиите. Но сте свесни за одговорноста за уредувачкиот потек на телевизијата. Апсолутно. Буквално еден ден пред затворањето на емитувањето, знаете, во атмосфера во која што меѓу другото и ова се смета за алатка за влијание на изборниот процес, а не за согледување на трендови. Да, значи околу 1000 испитаници се доволни во Македонија за да имате репрезентативен примерок за да направите анкета. А предходната теренската анкета ние ја направивме, односно ние ја нарачавме, а Проспект ни ја направи на национално ниво. Тие анкети се прават на 8 региони. Јас инсистирав оваа анкета да биде во 6 изборни единици за да ни даде појасна слика, имено воден од ова што претходно го зборуваше господинот Кржаловски. Во Соединетите Американски држави Хилари Клинтон освои 2 милиона гласа повеќе од господинот Доналд Трамп. Освои 1,5% повеќе од она што се нарекува popular vote, меѓутоа председател стана Доналд Трамп заради изборниот модел што го имаат Соединетите Американски држави со electoral votes. Нашиот изборен модел исто така може да ви се случи една слика да имате на национално ниво, а потоа таа слика која ќе се подели на 6 изборни единици да добиете малку поинаква слика. Заради тоа баравме анкета која што ќе биде спроведена во 6 изборни единици, така да биде структурирана и мислевме дека треба да биде таа анкета малку побустирана од вообичаената, заради тоа ние примерокот на 1800 испитаници, односно по 300 од секоја изборна единица. Сепак таа бројка можеби е недоволна за да излегуваме со многу прецизни проекции. Во текот на разговорот на анализата имаме прилично табели кои веројатно ќе отсликаат зошто и каде е комплицирано со ваков примерок, со атмосфера во која барем и од првата презентација станува јасно дека се појавуваат нови играчи и фактори, колку и да е тоа малку според нашата анкета во 2 изборни единици по еден пратеник, но тоа битно ја менува анализата или позициите кога целиот процес треба да го трансферирате во мандати. Кржаловски, на претходната дебата овде присутните се согласивме дека трендот 4,8 од теренската анкета сериозно подсетува на изборите од 2011 година. Без да знаеме дека втората телефонска анкета сосема ќе не донесе на идентичен резултат од 2011 година, каде што надпреварот помеѓу ВМРО коалицијата и СДСМ завршува на 3,8%. И сега, веројатно, повторно правиме погрешни паралели, или би требало да почнеме да учиме дека правиме погрешни паралели. 3,8 е на завршен изборен процес и освоени гласови на ВМРО и на СДСМ. Дали сега овие 3,9 можеме да ги толкуваме така, ако од презентацијата на Христов сепак сваќаме дека таа сива зона на контингентот, кој никој од нас не знае, каде може да го распореди, битно може да влие горе или долу на таа проекција. Токму така, пред да се впуштиме во било какви прогнози за било што, дали по изборна единица или на национален примерок, мора да се укаже на прашањето на неопределените и поврзано со тоа на излезноста на гласањето. Значи, во нашиот случај прилично е се уште голем прагот на тие што ги нарекуваме неопределени, односно не знаат се уште за кого ќе гласат, и на тие да ги додадеме оние што одбиваат да кажат за кого ќе гласаат. Во овој случај тоа се 32,7%. И ако згоре на тоа го заокружиме овој корпус со 5,5... Простете само, бидејќи во принцип нашата намера да истражуваме тренд. Во претходната анкета имаме 15% кои што велат дека се уште неопределени
и 18,1 кои што велат дека не сакаат да кажат, одбиват да кажат за кого ќе гласаат. Во втора анкета, ако сакаме да речеме дека следиме тренд, како е возможно ништо од тој резултат буквално да не е стопено? Во тие колони се движиме во отприлика истата зона. Да, тоа си е дури тоа потврда на конзистентноста, иако би се очекувало да има повеќе определени. Се може тоа да се толкува на повеќе начини, но примарно да укажеме дека тоа е огромен контингент ако се претвори во број на мандати, тоа се 46 мандати кои се теоретски се уште нераспределени, а ќе завршат некаде на нечие конто. Едно толкување, како што рековте, може да се види трендот и едноставно да се преслика на крајниот резултат. И дури има и логика некаква за тоа да се направи, бидејќи ова што го споменав, 38% од неопределени или што нема да гласат или што не знаат за кого ќе гласат се уште, може воопшто да не излезат на гласање. И со тоа ќе дојдеме, бидејќи овие кои ги имаме за определени се веќе 62, што доаѓа блиску до излезноста и на минатите и на предминатите избори, 63% кој беше. Дури со очекување некое од 70% излезност како што се најавува за овие избори, пак е релативно мал тој контингент дополнителни од веќе определените, кои е прашање како ќе се распоредат, но за тоа ќе одиме понатаму. Кировски, на прва, кога ќе се погледа на начин на кој што сега нашите гледачи ја виделе презентацијата по изборни единици на национално ниво, што е првото за вас, што е вредно за одбележување? Помнам дека дебатата минатата емисија на презентацијата ја завршивме со вашата констатација дека единицата е изборната единица која ќе го покаже трендот или околу која ќе треба да ја вртиме приказната за победникот, што предизвика прилично коментари. Значи, прво ме прашавте што е прво на национално ниво. Значи, прво мора да го прокоментираме националното ниво, па потоа ќе влеземе во интерпретација по изборните единици. Јас останувам на тоа дека секогаш во Македонија е изборната единица еден онаа што ги детерминира на тамошните трендови и која што е најпарадигматично од сите изборни единици. Но тоа ќе се навратиме кога ќе влеземе по изборни единици. Прво што би сакал да кажам околу интерпретацијата на резултатите што ги гледаме на национално ниво, а тоа е дека втората анкета на бустиран примерок ни покажа дека разликата се намалува во однос на претходната анкета и во однос на претходните анкети и други што сум имал можност да ги видам и кои што отприлike се движа во таков некаков распон. Тоа прво ни покажува дека постои еден тренд опозицијата да го намалува тој гап, да ја намалува таа разлика во однос на владеачката партија. Јас навистина не би можел со прецизност да тврдам дека тоа се должи можеби и на изборната кампања, но тоа без друго влие, бидејќи нас ни е истражувањето правено и за време на изборната кампања, но тоа ни покажува како и да е еден јасен тренд на намалување на разликата, иако до крај сега да бидеме јасни околу анкетите, компарираме теренска анкета со телефонска анкета. Но ако ги земеме трендовите и праксата околу таков тип на вршење истражувања во Македонија, јас да бидам искрено очекував дека телефонската анкета ќе ни покаже малку поголем јас во корис на владеачката партија, бидејќи во Македонија се уште има одреден контингент на луѓе кои што нас ни покажува дека 25% од луѓето мисла дека има механизам да ги види некој како ќе гласаат. Замислете колкава е таа параноја кога некој ќе им се јави на телефон, тие веројатно претпоставуваат можда мене ме проверуваат од некоја политичка партија или што ти ја знам не. И од тука се должи една неискреност според мене до крај на испитаниците и веројатно имаме тука и голем контингент на сокриени гласачи. Но она што без друго на прва е највпечатливо во анкетата е дека разликата се намалува и дека овој тренд ни говори дека денот на изборите ќе имаме прилично неизвестни избори. Кога дефинираат неизвестно, сега веќе скоро сите се обидуваат да анализираат анкети, тој распон на неизвестното делумно може да се заклучи од презентацијата по изборни
единици, со додавки кои успеав да ги одгледам на телевизија, дека е возможно некој да земе повеќе гласови, а во дистрибуцијата на мандатите на национално ниво да заврши во сопствената каса во парламентот со помалку пратеници, поради што? Па самиот изборен модел кој ги спомнавме Трамп и Клинтон ја доведе ова предност од 2 милиона. Сега се обидуваме да се врземе за нашите изборни единици, или имате нешто да искоментирате на национално ниво? На пат ми се согласувам дека тоа е трендот, дека има некое мало намалување, прашање дали е доволно за една десетина дена беше разликава, а веќе нема толку време, дали ќе се намали понатаму гапот или отприлика тоа е соодносот кој може да се очекува. И за мене на национално ниво е интересен порастот на БЕСА во изедначувањето скоро со ДП, што беше поголема разлика во првото истражување. Меѓутоа, да кога одиме кон изборните единици, значи веќе структурирањето на 6 ги расцепкува гласовите на некои кои на национално ниво може да имаат прилично добар резултат и да се надеваат дури на 5-6 пратеници спрема процентот кој сега се покажува. Меѓутоа, кога ќе се подели тоа по единиците, испаѓа дека веројатно би требало да бидат стрекни со 2 пратеника, а не со 5, а поверојатно е дури дека ќе имаат 1 или можеби ни 1 на крајот на изборите. А тоа освен, само би сакал да додадам, освен на растепканоста, значи не е Македонија една изборна единица, него има 6 изборни единици и секогаш концентрацијата во една изборна единица е многу подобра отколку ако ви се тие гласови раштркани. Постои уште еден друг феномен. Ние 2 пати го коментираме изборниот модел во Соединетите американски држави. Јас сум убеден дека повеќето наши гледачи не знаат што значи Донтовиот модел и што значи Донтовиот модел во конечната проекција на мандати. Меѓутоа ми се чини дека тоа би, ако го замолиме Крджаловски да ни објасни, дека ќе влеземе во премногу стручна елаборација и ќе ги измориме луѓето. Кратко е дека ги фаворизира победниците, да не речам големите партии, туку победниците. Кој ќе освои најмногу гласови, може да се надева најмалку на уште едно пратеничко место во секоја единица. Во таа смисла сега ќе се обидам да коментирам. Изборна единица 1. Во предност е Социјалдемократскиот сојуз, но така нареченото, да речеме, изненадување од големата поделба по изборните единици, особено оние во кои што албанците не претендираат, албанските партии не претендираат на мандат, 3,6 за левица. Во нашата презентација, според М Проспект, тоа треба да се смета за шанса за добитна шанса. Можеме ли да појасниме, бидејќи Ангелов во тројката е 5,3. Која е таа долна граница која што истражувањето ја смета за добитна? Простата математика вели дека за 20 пратеници 5% треба да е прагот на конечниот резултат. Ама пак нели имаме голема рамка на неопределени и слично, кои некаде ќе се распоредат и сите овие проценти всушност ќе отидат нагоре и по изборни единици и во вкупниот процент. Така да овие што се сега 3,6 најверојатно ќе бидат над 5% во таа изборна единица и може да се надеваат на барем тој еден мандат. Тие со 5,3 прашање колку ќе порасне, дали ќе отиде до 10 за да се добие уште еден пратеник во таа изборна единица, ама веќе тоа е премногу шпекулација. Направете ми анализа кратко. Тројката и четворката на изборите 2014 завршија со речникот на боксерите со нокаут за опозицијата. Што ви значи овој баланс во четворка и сепак некакво доближување во третата изборна единица? Па добро, веројатно, значи беше и посебно индикаторот дека во третата изборна единица имаме најмалку неопределени и за така дека таму ќе прво ќе полесно за прогнозирање, бидејќи и борбата се сведува на 2, евентуално трети играч во случајот на тројката, можеби на четврката, што ќе рече дека зависно од разликата, веројатно тешко ќе се повтори резултат 13-7, ама веројатно ќе има 12-8 или 11 спрема 9. Доколку е премногу изедначено, дури може и 10-10 да заврши ако не се вмешат третиот играч или во крајен случај 10-9-1 да биде резултатот во една од тие две изборни единици, тројка или четврка, бидејќи таму веројатно другите партии
спрема овие резултати не може да се надеваат на мандат до освојат. Ако останувате на тезата за важноста на првата изборна единица, што ви покажува резултатот? Прво би сакал уште нешто да додадам на национално ниво пред да влезем во единицата, дека ова што го говориме за приближувањето на резултатите, тоа на граѓаните ми се чини дека не им е доволно јасно представено со овие бројки. 4,8, 3,9 може би не им значи многу. Меѓутоа, граѓаните треба да имаат во предвид дека сите анкети почнуваат да се работат врз основа на пондер од резултатот од претходните избори, кој што беше 27 спрема 16 или 1,68 спрема 1. Сега имаме ситуација од 23,3 наспроти 19,4. Тоа значи дека ВМРО-ДПМН загубило 3,7%, СДСМ качило 3,4%. Во гласови, тука станува збор за големи контингенти на гласови. Односно, ВМРО-ДПМН губи околу 15% од гласовите на национално ниво и потоа ќе видиме дека тие загуби и се осликуваат во секоја изборна единица, обрато од нив дека СДСМ тие резултати ги качува. И би сакал тоа да им го објаснам на гледачите дека овие 1-2% на национално ниво се многу повисоки бројки од тие на внатре во самите изборни единици. Сега што се однесува до изборната единица 1. И во претходната емисија објаснив зошто е таа најважна за Република Македонија, бидејќи Скопје знаеме дека е престолнина, во Скопје се универзитетските центри, во Скопје се интелектуалците. Она што Скопје го поставува како тренд, тоа потоа натаму го следат градовите во внатрешноста. За мене резултатот дека опозицијата води во единицата е многу индикативен за што ќе не очекува на локалните избори и во натамошните. Дајте ние да се сконцентрираме сега до избори во. Па добро, ама локалните избори се за 4-5 месеци, не се тоа многу далеку. Ќе правиме анкети за локалните избори. Ми звучи ова помалку како премногу правење огради околу темата без да влеземе директно во коментирање. Па добро, ако сакате да влеземе во коментирање. Друго сакав да ве прашам. Одлуката во четворка да замине Никола Груевски за да има лидерско соочување таму на последните избори, таа изборна единица заврши во разлика од 4 пратеници. Сега покажува сосема друг квалитет изборната трка во четворката, барем според нашите анкети. Како го коментирате тоа? Оливера, ние сме во изборна кампања. И нормално е политичките партии, одна што го прават, да го коментираат на начин што им одговара, односно да се правдаат пред избирачите. Според мене, овие податоци за перманентно водство на опозицијата во изборната единица 1, убеден сум дека ги имали во владеачката партија. И дека тоа е причината човекот што е лидер на таа владеачка партија да не сака да излезе во изборната единица 1, каде што до сега секогаш таму се натпреварувал, и да се префрли во друга изборна единица каде што му се многу поголеми шансите за победа. Од друга страна, зошто Зоран Заев не излезе во единицата, туку е отиден во четворката, заради тоа што ако го земеме како репер 2014 дека таму резултатот бил 12-8 и ако сега Зоран Заев успее да го нивелира на 10-10, тоа ќе значи многу на контото на опозицијата, а да не заборавиме дека Зоран Заев се чувствува комотен во изборната единица 4, бидејќи во Струмица тој во повеќе наврати, во 2 или во 3 наврати беше избиран за градоначелник, значи таму е на некој начин природна средина, ете така да се изразам. И мислам дека тоа се причините зошто лидерското соочување на овие избори ние во четворката, бидејќи единицата е веќе однапред определена и ВМРО-ДПМН знае дека не може да се надева на победа во изборната единица 1. Тоа е барем мојата интерпретација зошто е префрлена борбата во четворката.
Што значи во однос на како се вели, какви се шансите за претворање во мандат? Ова што и Христоф во завршницата на презентацијата го напомена, или се обидуваме да собираме, како велат баби и жаби, позицијата на Дуи визави албанската опозиција. Таа, според нашите рейтинзи, ако се соберат, значи во овој момент поголема доверба, не знаеме таа претворена во глас што ќе значи, но значи поголема доверба за албанската опозиција визави Дуи, а во условно македонскиот блок таа позиција е избалансирана. Да, иако генерално останува предноста, речиси 2:1 на Дуи во однос на сите останати играчи, со алијансата, малце опозицијата, ако ги сметаме сите три, БЕСА и алијансата и ДПА, тогаш го надминуваат на национално ниво. Од друга страна, по изборни единици, па поизразена е доминацијата на Дуи. Например, во првата единица 3 пати повеќе и од ДПА и од БЕСА. Во втората 2:1, а од прилика толку и во шеската, додека во петката па доминираат Дуи. Другите се доста помалку и гледано така, дури пак со логиката на 6 изборни единици и проценката дека ги фаворизира првите, дури може веројатно ќе добија на крај повеќе мандати отколку сите други заедно во албанскиот блок. Тоа го покажува по мене распределбата по изборни единици. Слушавме најразлични, особено за феноменот БЕСА, најразлични коментари од типот потполно ќе ги истиснат Дуи во Скопје, па одлично стојат во Кумановската. Покажува тоа тренд, БЕСА е во првата изборна единица 2,6, во втората единица 4,4 и во шестата изборна единица 10. Иако скоро се што има вслушното како коментари претходно за БЕСА, дека таа има друго поле на делување и дека шеската ќе остане за традиционален судир Дуи ДПА, но резултатот не покажува така. И уште еден друг феномен. Условно, лидерот на партијата, како што вика Дуи град партија, тоа е движењето за реформи на ДПА на Зијадин Села. Зијадин Села во сопствената куќа, би се рекло, во петтата изборна единица, има далеку послаб рейтинг отколку што имаат во шестата изборна единица. 4,3, таму предвидуваме мандат за Зијадин Села, бидејќи тоа предводи листата. Во петтата изборна единица 1,3, во втората 1,7, другото не е за сметање. Да, тешко дека, иако на национално ниво имаат 2% кои би требало да им донесат 2 или 3 мандати, со оваква распределба веројатно ќе се заврши на еден мандат. Пак ќе речам, не исклучувајќи ги сите неопределени и што одбиваат да кажат. Значи, зборуваме за она што ги кажуваат бројките на определените. И во оваква ситуација тоа е. За БЕСА, да, реков во ведниот коментар дека е највидливо напредувањето на БЕСА во овие 10 дена од претходната анкета. Дали е тоа некоја еуфорија која ќе продолжи или од прилика ова го отсликува, бидејќи ова само втора, мислам, анкета која им дава ситуација на изедначено со ДПА. Повеќето други се уште ги рангира доста пониско. Меѓутоа сметам дека има некое придвижување и со информациите од теренот веројатно може да се надеват на изброј мандати со ДПА, може би еден повеќе. Уште за да го затвориме овој круг, 3,6% во првата изборна единица за левица, во останатите изборни единици не е за коментирање позицијата на левица. Што зборува тоа Кировски? Дека ова е успех на Апасиев, или ова повеќе треба да го гледаме како позиција во која, да речеме, првата изборна единица е најнормално да има сила да гласа за една либерална партија, за една левичарска партија. Значи, одамна скоро секогаш единицата се распоредуваше во истиот сооднос како што се распоредува во однос на главните партии и останатите изборни единици. Делумно и тоа што го велите, дека единицата е таа што прва поавангардна, прва ќе се отвори за нешто ново, за нешто поинако. Меѓутоа, сакам да ги потсетам гледачите дека
во единицата се случуваше феноменот на шарената револуција, на студентскиот пленум, на протестите и тие луѓе тука стана познати меѓу луѓето, меѓу избирачите и доколку некаде се појавеше некаков успех на левица, а да не заборавиме дека левица е всушност дериватот од шарената револуција на некој начин. Иако тие нели потоа се поделија дел од шарената револуција, влезе во листите на Социјалдемократскиот сојуз, левица остана настрана и единственото место каде што некаква шанса има левица да покаже резултат, природно е тоа да биде единицата. Сега, дали ќе успее да го освои тој мандат левица и Апасиев или не, тоа ќе биде тешко да се прогнозира, ќе видиме на 11 декември, но не се без никаква шанса. Тоа е очигледно. Ајде да погледнеме сега следната презентација. Мислам дека ќе бидат интересни детали за коментирање. Да, во контекст на ова малку да ја придвижиме дебатата, и за информација за гледачите, бидејќи имаме навистина многу прашања. Допрва ќе следат рейтинзите кои што ги имаат носителите на партиите носителите на листи по изборни единици и многу други податоци. Прашањето е во контекст на досегашната дебата, а произлегува од тоа што се наметна како некаква перцепција во текот на изборната кампања, а тоа е дилемата колку гласачи албанци може да привлече Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ние поставивме едно специфично прашање и еве ги резултатите. На прашањето дали на изборите ќе гласате за кандидати на друга етничка заедница, мнозинството или 68,5% одговориле не, 20,7% одговориле да, 10,8% или не знаат или не сакаат да одговорат. Тука имаме и уште една вкрстена табела која што го покажува со односот во однос на партиската припадност, но оваа табела ќе оставиме за понатамошна анализа во текот на дебатата, инаку ова се процентите на колку од оние што гласале за ВМРО се изјасниле дека ќе гласаат за ВМРО, не би гласале за друга партија. Тоа се процентите кај СДСМ, ДПА и Демократската унија за интеграција, но ова е прашање кое што го оставаме во текот на понатамошната анализа. Токму така во текот на понатамошната анализа е ова една од клучните дилеми, бидејќи на прашањето дали на изборите ќе гласате за кандидати на друга заедница, мнозинскиот одговор е негативен 68,5%. Ние тука имаме неколку вкрстени анализи, особено во оние изборни единици каде што мандатите се делат, мешани изборни единици во кои што имаме поделба на мандатите и според етничката припадност, и тука особено значајни ќе бидат во текот на следнава дискусија споредбените показатели во однос на тоа која партија од која етничка заедница ја црпи поддршката во првата, втората и шестата изборна единица. Се враќаме со дебатата. Да, благодарам, Боби. Кржаловски, се согласувам дека безмалку тоа е главното прашање кога луѓето ја наблюдуваат кампањата на СДСМ, ветувањата, нападите од друга страна на ВМРО-ДПМ, некако безмалку тоа да е клучниот контингент што ќе треба да ги реши изборите. Ако нешто треба да се сумира, што е прашањето што целиот овој период е најповторуваното прашање, веројатно ќе победили СДСМ, ќе преживеели ВМРО, и ова трето ново досега непоставувано прашање е дали во таа смисла некаков албански контингент може да ги реши гласовите или колку може да му помогне на СДСМ. Како ги коментирате овие прво генералните резултати? Да, после пробивот на Беса, мислам дека ова најинтересното прашање колку етнички албанци ќе гласаат на вистина за СДСМ. Во минатиот пат беше 6%, и да појасниме, не 6% од сите албанци, не 6% од целото гласачко тело, туку 6% од оние кои ќе гласаат за СДСМ. Значи од тие
20% кои беа иминати од ПТВ сега 19,4, 6% од нив, што во апсолутни бројки го сведува на тогаш 14.000, сега е некаде 15-16.000 или со ептен голема излезност до 20.000. Мислам дека некои анкети или некои прогнози шпекулираат со многу поголеми бројки со 50, 60 па и 65.000 албански гласачи дека ќе гласат за СДСМ. Меѓутоа сметам дека е тоа претеран број, особено и заради подемоти на БЕСА и се уште добрата позиција на ДУИ. Иако има 220.000 вкупно гласачи албанци од прилика што ќе гласат на сите избори, па и на овие. Малце е неверојатно дека СДС ќе биде втората најгласена партија од етничките албанци. Така да мислам и оваа бројка го покажува дека опсегот е некаде меѓу 15 и 20.000 гласачи, што е добро од една страна дека првпат би можел да се случи после Имер Селмани, каде што беше обратното етнички македонци да гласаат за кандидат етнички албанец. Да се разбие тоа е сега прашање по која цена ќе Ова е таа табела што во овој момент оди на екранот и кога ќе ги погледнете овие столбови, што всушност дали ви кажуваат на некој начин за културата внатре во партиите, меѓу другото, толеранцијата? Го следим овој по други анкети не поврзани со изборите за пожелност или прифатливоста на друг кандидат од друга етничка заедница. Овде една дигресија дека не се работи само за македонци албанци и затоа можеби бројките се поголеми од нешто што би се очекувало, бидејќи на сите листи. Јас сега ќе замолам додека ние разговараме за ова да тргнат презентациите за изборната единица 1, па потоа 2 и некако ќе стане појасно бидејќи таму можат да ги видат преференциите во однос на различните етнички групи, дали би дале или не свој глас за друга етничка припадност и некако од тие да заклучат подобро во оваа смисла за резерварот. Ги одбравме првата изборна единица, втората изборна единица и шестата изборна единица, затоа што по процентите за, условно сега, третото најважно прашање, дали одлучуваат албанците во известна смисла гласајки за СДСМ, само кратко дадете ми одговор. Ако треба да се именува изборна единица во која тој албански глас сериозно му помага на СДСМ, тоа е? Мислам дека е двојката, тоа ги немам пред мене, мислам дека втората беше кај што ќе биде втората изборна единица покажува 5,7 од албанските гласови за СДСМ. Така да, значи, тоа е најинтересното прашање, ќе биде интересно за коментирање вечерта на 11 или на 12 колку од ова навистина се реализирало. И да довршам оградата, така да речем, за претходното, значи на сите кандидатски листи на повеќето има припадници од други етнички заедници. Дури и мислам дека има и не можам да тврдам за ВМРО ДПМН дали има етнички албанец, меѓутоа има и роми, и бошњаци, и турци на листите, така да тој одговор ги вклучува и нив. Природно е да има на листите кога во коалицијата. Сега има во предвид дека говориме веќе за широки коалиции, не само за политички партии. Прашањето е прашање дали би гласале за кандидат на друга етничка заедница и одговорот и некој не би очекувал од гласачи на ВМРО да речат да, меѓутоа има сега доста шарена, да речеме, на таа страна коалиција и кандидати и исто така можно е да има поддршка и од условно речено етничките македонци за албански кандидат и од етничките албанци за македонски, иако е прилично првпат такво нешто да се случува. Го кажав примерот на Имер Селмани, ова било обратна некоја ситуација и баш интересно да се види. Колку за куриозитет, во нашето истражување, шестата изборна единица, во овие столбчиња, молам ако ја пронајдат да ја покажат уште еднаш, шестата изборна единица покажува 1,3 македонски гласови кои би отишле за ДУИ. Ете, велам сега колку за куриозитет, ако веќе ја спомнувате таа изборна година на Имер Селмани како значително поголем број на гласови. Кировски, на претходната сондажа, кога се занимававме со бројките, тогаш проекцијата од таа анкета беше дека резервоарот е можеби околу 35.000 гласови, но предпоставката во анализата беше помеѓу 15 и 20.000 албански гласови, тој некаков условно речено максимум кој може да замине на контото на СДСМ. Се согласувате со Кажалски?
Па ете тоа ни го демонстрираше анкетата. Тој е резервоар, условно речено, значи тој е потенцијал на етнички албанци кои би гласале за СДСМ. Нашата анкета покажува дека се движи меѓу 15 и 20 илјади. Мојот длабоко убедување е дека една од најголемите непознати на изборите што не очекуваат на 11 декември е колку навистина етнички албанци ќе гласаат за Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е нешто што ми се чини не може нити една анкета точно да го детектира и од тој аспект е многу тешко да се зборува дали претеруваме у проекцијата или пак длабоко ја подценуваме, бидејќи јас имам слушано и за анкети и за прогнози и до 50.000 гласови на албанците. Меѓутоа, сакам да кажам дека ние постојано ја изместуваме тука темата околу потенцијалните гласови на етничките албанци како евентуална бројка во рамките на бројките колку тие би влијале на изборите. Според мене тие ќе имаат многу поголемо влијание на постизборниот процес заради тоа што прво ни се случува нешто што беше незамисливо, а тоа е гласањето во етничките кампуси полека да се надминуваат тие етнички бариери и луѓето да гласаат за идеологии, а не за националности. И тоа натаму може прво... Простете, колку и да е бројката, таа не можеме да ја Ако претпоставиме е од таа ова. 20.000, тоа е 10% од вкупниот број на избирачи албанци, таа е сериозна бројка. Сакам друго да ве прашам. Како доаѓаше секој изборен циклус, а Никола Груевски некој од циклусите ги забрзуваше буквално секоја година имате некакви избори и постојано во оваа тема оправдувањето беше знаеме дека доаѓа времето за коалиции на партиите со своите стратешки партнери, треба да ги пронедат кај албанските партии, не може вака оградени секој да гласаме во различни кампуси буквално во ист ден и дека ова без оглед колку гласови има е повеќе шамар кон политичката елита која чекаше кога ќе дојде вистинскиот момент, кого Дуи ќе избере за партнер, кого СДСМ на другата страна ќе избере за партнер и наместо политички коалиции отворен еден пат во кој граѓаните покажуваат дека се повеќе подготвени самите да одбираат отколку повторно таму некаде да им се договараат за политички коалиции. Видете, ние тука 2008 ни се случи едно изместување на демократските процеси, да имаме идеолошки коалиции, да речеме левичарска македонска партија би требало природно да коалицира со левичарска албанска партија и доколку е некоја партија на десницата кај албанците, природно е со конзервативна партија и од албанскиот блок да коалицира. Дуи тука малце ги измести работите во функционирањето на демократијата и рече дека всушност се гласа во два етнички кампуси. Значи, ако веќе се зборува за некаков тип на федерализација, тоа е федерализирањето на Македонија, каде што не ги признаваат коалициите, политичките коалиции или природните сојузништва, него Дуи вели вака. Оној што ќе победи кај албанците е победник кај албанците, иако се гласа на територија на Република Македонија. Тоа се отиде на избори. И тие, оној што ќе победи кај македонците е должен да коалицира со партијата која што е победничка кај албанците. Таа теза Дуи ја изфорсира 2008. Никола Груевски тогаш, бидејќи стратешки партнер на Никола Груевски не беше Дуи. Беше ДПА, ако се сеќавате, 2006-та. Меѓутоа, луѓето можеби малку помалку помнат. ДПА беше стратешкиот партнер и Мендук Тачи на Никола Груевски, а не Али Ахмети. Меѓутоа, Али Ахмети тогаш направи голема галама зашто не е влезен во влада. 2008 се поставија ваков тип на правила на игра и од тогаш имаме ние едно очекување дека оној што ќе победи кај македонците, макар и за еден глас, мора да коалицира со партијата која што макар и за еден глас ќе победи кај албанците и тука не постои никакво политичко правило. Него нити коалиции, нити блискост на програма, нити ништо, туку исклучиво по се мора. Племенско или етничко или како сакате разграничување. Во оваа земја прекршени се многу закони, ама овој непишаниот цело време функционира. Не, ве молам да довршам. Значи не ја доискажав тезата која што ми е клучна. Дека овој контингент на гласови ако го освои СДСМ може да ја разбие таа димензија на како се гласало до сега. Значи ќе има некој образ да каже извинете. Не може вие да велите дека гласовите на албанците си ги имате во джеп или цитирате како ќе изгледа целото демократско устројство на државата, туку сега можеме на многу поинаков начин да ги распределуваме коалициите,
политичките сојузништва и така натаму. Ова може да значи еден огромен брейктру за целиот демократски амбиент во Македонија и од тој аспект е многу значајно. Повели Скржаловски, да. Да, мислам не е очекување, тука е правило, тоа е мајскиот договор Ахмети Груевски од 2008, дека ако така испадне, тоа ќе биде пак коалиција, ако ВМРО има еден глас повеќе од еден пратеник повеќе од СДСМ, а дуи победи во албанскиот блок како што изгледаат бројките, дека може да очекуваме иста коалиција. А за мене точно и тоа е клучното прашање, тоа ќе биде големо прекршување на интимно, на лично ниво за многу гласачи, особено албанци. Бидејќи на крај ќе треба да се заокружи или СДСМ условно речено, или некој од албанските партии, и тука ќе има прилично прекршување и допрва треба да се покаже дали ќе се случи тоа и во која мерка. Овие затоа си големи разликите и очекувањата од 10 до 50-60 илјади албанци, ама тоа прва треба да се види и докаже на Ова ме изненадување дека Кржаловски на нас двајцата сака да ни каже дека во мајскиот договор пише на федералната влада, ама што би рекол Никола Груевски, не е подпишана. Тоа е мојата додавка, но дека е во мајскиот договор пише на федералната влада. Овде правиме пауза за реклами, па се враќаме со другите елементи. Топ тема на ваша страна, втора анкета, второ испитување на јавното мислење на 5 дена пред денот за избори. Во продолжение следуваат сет интересни прашања околу тоа што влие врз гласачите при одлуката за нивниот избор, за кого ќе се определат на денот на гласањето. Тука секако имаме и анкета за рейтингот на носителите на партиските листи. Но првото прашање кој што го презентираме и за кој ќе побарам коментар од нашиот форум вечерва е што е она што клучно влие на одлуката за гласање, а резултатот е следен. Што влие за кого ќе гласате? Ветувањата за отварање на нови работни места и пораст на животниот стандард се двете клучни прашања кои најмногу влијаат на одлуката на гласачите за кого ќе го дадат својот глас на следните избори. Инаку погледнато процентуално после овие две битни економски прашања следуваат борбата против криминалот и корупцијата со 12,1%, намалување на иселувањето со 8,3%. Зачувувањето на уставното име е приоритет за 6,1% од испитаниците. 4,6% се изјасниле за подобрување на меѓуетничките односи, 3,4% за социјалната заштита. Евроатланските интеграции паѓаат на 8-то место со 3,2%, а кривичното гонење, и ова е многу специфичен податок, кривичното гонење на случаите на специјалното јавно обвинителство е приоритет за 2,8% од граѓаните. Тоа се резултатите. Специфично прашање за она дилема која што неколку пати ја дебатиравме и во топ тема на ваша страна и во останатите топ изданија на топ тема низ сите дебатни емисии во овој период, а тоа е она што на почетокот од изборната кампања се чинеше дека ќе превагнува дилемата што е побитно, јас би рекол џебот или лебот, или демократијата, правото и правдата. Молам за кус коментар, а потоа одиме со презентација на рейтинзите на носителите на политичките партии. Оливера? Ќе биде напорно во заднина за нашето коментирање. Имаме поединечно како вредносно по овие прашања се изјаснуваат политичките партии. Кировски изгледа дека одиме на нормални избори, ако ги погледнеме овие вредности, подобар животен стандард и повеќе вработувања. Таа дилема која што загатнува и Христов, како демократијата, правната држава и сите деривати од таа приказна да губат здив во однос на ова веројатно круцијалното прашање.
Економијата е екзистенцијална работа. И природно е економските теми да се тие кои што најмногу ги тангираат и заради нив и најмногу се определуваат избирачите дали ќе бидат за едната или за другата партија. Јас ова прашање би го ставил малце во еден контекст на актуелните резултати. Јас би сакал да давам секогаш малце и политички толкувања на ова што го гледаме и мислам дека ни се случува еден феномен за прв пат во изминативе 10 години у време на изборната кампања Никола Груевски наместо да се консолидира да ја губи својата предност во однос на политичкиот ривал. Мене ми се чини дека тоа е заради тоа што некако избега од својата омилена нарација за економските успеси, за вработувањата и така натаму и ја наметна премногу негативната кампања за наводна двојазичност, федерализација, едно друга. Од друга страна, тука па и нема некој особен кредибилитет заради тоа што 8 години е во коалиција со Али Ахмети и Дуи, неговите пратеници гласа за амнестија за хашките случаи и така натаму. Мислам, стварно е дегутантна самата тема, но самата тема покажува дека кампањата на ВМРО ДПМН не вродува со успех. Убеден сум дека доколку Никола Груевски одеше со кампања каде што ќе ги нагласуваше економските резултати, каде што гледаме дека 70% од гласачите и на ВМРО ДПМН и на СДСМ им е приоритет, дека ќе имаше нешто подобар резултат, отколку со негативна кампања која што тангира некои 4-5% од електоратот. Единствениот графикон кој што јас го држам пред себе или единствениот столб од овие политичките, иако во својот рейтинг е исклучително слаба позиција, но вредносно важна. Либералната партија, 50% од тие што ќе излезат да гласат за либералната партија, оваа пирамида е расчистиле на овој начин. Тие велат дека процесирањето на случаите од специјалното јавно обвинителство во 50% е првата работа која што очекуваат веројатно на ист начин и за економија и за повисок стандард и за сите останати прашања. Кои ќе ги погледнете по партии Кржаловски, станува ли јасно, особено ВМРО и СДСМ, зошто одбират да водат ваква кампања. Исклучително 3 пати помал е процентот кај ВМРО ДПМН е на темата борба со корупција и криминал, но затоа пак 3 пати поголема, скоро 3 пати поголема е вредносно темата за заштита на името, ако споредуваме со социјалдемократите. Да, прво мал коментар за првата, за либералната. 50% веројатно се еден или двајца испитаници, затоа не би се сметало за кој знае колку релевантно, ама ете осликува тоа што тие го репрезентираат и со другите 50% во тој дел. Во однос на ова, ја мислам кратко дека 3 работи може да се констатираат, да ги кажа Атанас, дека најважно за сите гласачи е работа и пари, и тоа убедливо доминира, над 50%, значи за мнозинството тоа е главно прашање. И таму ВМРО релативно добро си одработува, бидејќи се фокусира и на повеќе на тоа. Второ најважно прашање, особено за опозицијскиот блок, е оно што Боби Христов го вели демократија, а овде е борба против корупција, комбинирано со поддршката за СЈО, иако е прилично мала, 4% само очекуваа до сега нешто ефективно да има на тоа. И третото прашање е дека не се споменуваат она што условно речено се главни теми на негативните кампањи, двојазичност, федерализација, па и името. Тоа е битно за името е кај ВМРО ДПМН гласачите и скоро сите проценти доаѓаат од нивните гласачи, ама кратко овие се трите клучни работи од овој град. Иако ниеден од овој сегмент не живее сам за себе, веројатно во недостаток на одважност, општествена дебата во универзитетските кругови, коморите, ние се уште мислиме дека животниот стандард и вработувањата се издвоени од овој контингент правда, демократија и останато, но тоа се вредностите кои ги добиваме сега. Одиме на следната презентација, ми се чини дека ќе биде со повеќе податоци и директно поврзани со тоа што ги интересира гледачите за рейтинзите на кандидатите и на партиите визави кандидатите на овие избори.
Токму така, следното прашање се однесува на рейтингот или довербата која што ја имаат носителите на пратеничките листи и преку него всушност, освен тоа, правиме и споредба на рейтингот на одредени носители на политички партии, односно довербата што тие ја имаат и рейтингот кој што го имаат нивните партии. И од тука тоа е еден сет на прашања низ кои што ќе се обидеме да видиме од каде ја црпат партиите силата, дали од својата база и колку изборот на конкретна личност за носител на одредена изборна единица влијае на рейтинзите кои што ги имаат и носителите и политичките партии. Резултатите се следуваат сега. Веднаш ги имаме изборна единица по изборна единица. Во првата изборна единица најголем рейтинг има Стево Пендаровски со 22,8%, зад него е Никола Поповски со 18,5%, Павле Трајанов со доверба или рейтинг од 1,7%, Артан Груби има 5,6%. И за довербата во Димитар Апасиев е 3,6%, се чини идентичен процент како и довербата која што ја ужива неговата листа. Одиме со рейтингот, односно довербата кај носителите на листите во изборната единица број 2. Овдека исто така имаме предносно, релативно мала предност, може да се каже дека битката на ниво на носители на листи е речиси изедначена. 14,8% за Оливер Спасовски од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Никола Тодоров има рейтинг или доверба од 14,5%. 5,4% високо ниво на рейтинг имаме кај Ејуб Халими, додека останатите податоци специфично е и што и за ова прашање околу довербата во носителите на листите, голема процентот на оние кои што одговориле што не знам или пак одбиле да одговорат, односно тоа е 56%. Следната табела треба да ни го покаже со односот на рейтингот во изборната единица број 3. Илија Димовски од ВМРО ДПМН е во водство со 24,6%, пред Љупчо Николовски од ВМРО ДПМН со 17,6%. Рейтингот на Стојанче Ангелов во третата изборна единица изнесува 3%. Одиме понатаму со следната табела, а тоа е рейтингот на кандидатите во изборната единица број 4. Клучната изборна единица во која што ќе се води битката помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, односно битката за иден премиер. Никола Груевски со доверба од 31,7%, Зоран Заев со доверба од 26%, односно разлика од 5% поени. Слободан Богоевски 1,3%, Љупчо Георгиевски 3,3%, кандидатот на левица тука е под 0%. Одиме понатаму со следната табела за рейтингот во петтата изборна единица. Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН е во водство пред Радмила Шекеринска. Милошовски има 26,3% доверба, а Радмила Шекеринска 22%. Кај останатите кандидати поддршката на Љубе Бошковски е 1,7%, Агим Шакири од Демократската унија за интеграција овдека има поддршка од 5%, поддршката на Арбен Лабуништа е 1,3%. 40% и во оваа изборна единица одбиле да одговорат и на ова прашање. И одиме со следната табела, односно тоа е соодносот, односно довербата која што граѓаните ја имаат во политичарите, носители на изборните листи во
шестата изборна единица и тука го имаме прво, само ќе го погледнеме соодносот помеѓу Владко Ѓорчев и Петре Чилегов. Владко Ѓорчев со 6,4%, Петре Чилегов со 4,3%. Меѓутоа, она што е специфично во оваа изборна единица е рейтингот или довербата во лидерите на партиите од албанскиот блок, бидејќи тие се соочуваат сите токму во оваа изборна единица. Али Ахмети 15,4% доверба, Мендух Тачи 5,4%. Изненадувањето на оваа листа секако е Билалка Сами од Беса со 5%, Зијадин Села од Алијансата за албанците 2,7%. Специфика на шестата изборна единица е тоа што има најголем број на неопределени или кои одбиваат да кажат по сите параметри во сите табели, овдека тој број не знам или одбива да одговори, изнесува 60,2%. Имаме и уште една друга интересна табела, а тоа е кој го носи водството. Дали партијата или носителот, односно какви се разликите. Во првата изборна единица Стево Пендаровски има помала доверба отколку што е рейтингот на партијата. Довербата на Пендаровски е 22,8%, а довербата во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е 24,2%. Имаме уште една ваква споредба, а тоа е споредбата помеѓу довербата на носителот во првата изборна единица Никола Поповски и неговата партија. Никола Поповски има помал рейтинг отколку неговата партија, 18,5% е неговата доверба, додека рейтингот на ВМРО ДПМНЕ во оваа изборна единица е 21,9%. Одиме со уште споредба понатаму. Радмила Шекеринска покажува пак обратен тренд од претходниот. Довербата во Шекеринска во петтата изборна единица е 22%, додека Социјалдемократскиот сојуз има многу мала 21,5% поддршка, значи тука е многу мала оваа разлика и одиме со она што е клучно, односно се извинувам, довербата во носителот на ВМРО ДПМНЕ. Антонио Милошевски покажува многу голема разлика во довербата што ја ужива тој и рейтингот што го има неговата партија. 26,3% е довербата кај Антонио Милошевски, 29,5% кај ВМРО ДПМНЕ. И последната табела треба да не однесе во изборната единица број 4. Подеднаков сооднос во довербата за Зоран Заев, носител на листата во изборната единица број 4 за Социјалдемократскиот сојуз, подеднакво колку што е и довербата за ВМРО ДПМН, довербата за СДСМ се извинува, но табелата кај носителот во четвртата изборна единица на ВМРО ДПМН покажува поинаков резултат. Никола Груевски ужива поголема лична доверба како носител на листата со 31,7%, отколку што е неговата партија, која што во оваа изборна единица има 28,3%. Овде е интересно да се спомене и одговорот на прашањето, тоа е следната табела, колку за гласачите е битно лидерите и носителите на кандидатски листи да одржат ТВ дуел пред изборите. 50% изјавиле дека е многу значајно, 20,8% до некаде значајно, за само 7% дуелите се до некаде незначајни, 20% сметаат дека дуелите се воопшто незначајни и 2,2% не знаат или одбиле да одговорат.
И тоа се податоците и да не се знае од каде да се почне. Дали од првата анализа или од овие последни податоци, особено оваа последна анкета што е голема болка на македонската демократија. Но дебатата ја препуштам на Оливера и на нејзините панелисти, бидејќи во паузата имаше навистина интересни коментари, а за жал секогаш е така, најдобрите коментари одат во пауза. Се надевам дека ќе се повторат и во текот на дебатата, повелите. Не мораме баш се да повториме и да почнеме од крајот. Беше дизајнирана целата програма во надеж дека сепак во рамките на правилата треба да се остави можноста и за дуел. Не знам новинар кој што не му паднало на памет или новинарска куќа која тоа го планира пред секој избори, но за овие 10 години не се случи ниту еднаш. Иако и резултатот покажува дека 50% го сметат за исклучително важен телевизиски дуел. Каква е позицијата на Телма телевизија? Позицијата на Телма телевизија... Што би рекле луѓето, има уште неколку дена. Телма телевизија е отворена. Има уште 4 дена. Отворена, доколку прифатат двајцата лидери. Познато е дека Телма телевизија со својот интегритет и објективност ќе гарантира една фер дебата. Ете, уште еднаш ќе упатиме покана до лидерите на двете големи партии да излезат на едно изборно соочување. Моја перцепција е зошто изминативе 10 години не ни се случуваа изборни соочувања и изборни дебати, е заради тоа што ретинзите секогаш укажуваа дека ВМРО ДПМН и Никола Груевски има голема предност и во една таква ситуација човекот е прагматичен, да не речем дека е малце дури изихераш, си вика зошто би излегувал јас на некаква изборна дебата да си го загрозам резултатот кој што ми е малте не загарантиран за изборите. И во една ситуација кога во државата се нема створено некаков демократски амбиент каде што за гласачите би било тотално неприфатливо кога некој лидер на политичка партија би одбивал да излезе на изборно соочување, на дебата, тогаш и може политичката партија да одбере една таква стратегија и да не излегува на дебата. Тоа од една страна е лошо за демократијата и за општеството, но од друга страна да не заборавиме дека политичките партии сега бијат битка за власт. Да го представам тоа малце попластично, бијат битка за 3,5 милиарди евра годишно буџет, кој што ќе го распределуваат. И ако се земе од тој аспект, веројатно тоа им е многу поважно прашање отколку општиот демократски амбиент до државата. Меѓутоа, бидејќи сега станува збор за исклучително тесни избори, давам нешто поголема шанса дека можеби господинот Никола Груевски ќе се одважи и ќе дојде на изборен дуел. Не се сомневаме дека господинот Зоран Заев ќе дојде, бидејќи тој лично го повика неколку пати. Никола повели да седнеме да водиме дебата. Ако имате што да дадете Кржаловски, не сум сосема сигурна како новинар во општество кое е престанало да дебатира, разговара, аргументира, дека некаквата слика која ќе ја видат дека конечно седнале Никола Груевски и Зоран Заев, тоа ќе има некакво значење за самата дебата. Предпоставувам тоа ќе биде наблюдувано на начин како и оној дуел 98-ма, кој кого. А во секој случај тоа не е суштината на телевизиската дебата и тој во овој момент не може да надомести дуелот. Премногу празнини на некомуницирање за важните теми. Целосно се согласувам со Атанас и она што ако воопшто ги гледаат овие проценти во партиите во овие последни денови, барем ми дава некаква надеж дека сепак 70% за кој е многу значајно или е значајно да го видат тој дуел, дека ќе поттикне сите партии сепак да таков дуел се случи. Јас се надевам и се надевам на Телма телевизија. Иако не се бавите со пиар советување, за мене како гледач, 10 години да не се појави Никола Груевски на ниту една средба, моментот кога ќе се појави, нели е безмалку доживеан како порака што толку зорт господине. Предпоставувам дека тоа го размислува неговата екипа, зошто и овој пат тоа фамозно важно правило на ВМРО ДПМН не треба да биде прекршено, бидејќи психолошки еднакво има ефект. Што е идејата, што сега решавате да се појавите и моето очекување не е дека во овој турнус изборен ќе видиме соочување.
Што ви остава впечаток од претходната анализа која што ја покажавме во однос на рейтинзите на личностите? Некои од нив се доближуваат, некои остануваат со сериозна разлика меѓу себе како влијание и позиција? Прво едно мало методолошко појаснување дека ова не се рейтинзи лични на самите луѓе генерални, туку во конкретната изборна единица и во овој момент, бидејќи се погодило да се носители таму од X причини. Потоа дека прилично се за мене и слични со нагласените разлики нели кои беа презентирани, меѓутоа дека има корелација на рейтингот на носителот со тој на партијата, со одредени разлики нели во кои пак ако видиме се веројатно сите во рамките на статистичката грешка од 3 односно од 6% во конкретен случај. И она покажува она што и на самите изборни единици покажа резултатите, дека трката е изедначена релативно во меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ во 3 или 4 изборни единици, а поубедлива е предноста во тројката и во петката, да речеме. Можеби ова со Шекеринска ќе придонесе да се намали како што покажува личните рейтинзи. Од друга страна, во четврката, па веројатно личниот рейтинг на бившиот премиер Груевски во однос на Заев можеби ќе придонесе за таа разлика што веќе има 2-2,5%, но пак би рекол дека релативно ги осликуваат партиските рейтинзи. Кировски? Па да, мислам дека малце и не сме ни сосема фер, бидејќи во Македонија има традиционални средини за кои што однапред се знае која е условно да речем ВМРО-вска средина, која е СДСМ-овска средина, да речеме сега во центар каде што е огромна дискрепанцата во поддршката меѓу Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН, некого да го кандидирате таму и потоа од тоа да извлечете некаква поента дека тој има послаб резултат од тоа што го има неговата партија на национално ниво, не е сосема фер и обратно тој што би го кандидирале да речеме како кандидат на ВМРО ДПМН во општина Илинден, каде што се знае дека тоа е традиционална ВМРО-вска средина, каде што ВМРО секогаш победува на избори, природно е дека тој што таму ќе биде кандидат ќе има подобар резултат од генералниот просек на партијата. Јас повеќе ми се овие лични соочувања еден версус друг во рейтинзите потврда на рейтинзите во самите изборни единици и повеќе како чекбек во самата кростабулација, отколку што некакви големи заклучоци би можеле да изведеме од соочувањата. Добро, да не должиме, имаме уште еден блок на презентација. Ставаме повеќе елементи, не одредувајќи ги според нивната важност, затоа што се обидуваме, ме се чини да кажеме колку е комплицирано низ бројките во заднина, да финиширате со заклучок, на крајот ковертираме дека тоа ќе биде вака или резултатите го покажуваат тоа, ќе се обидеме во последниот круг да одговориме и на тоа прашање, но претходно Христоф со уште една презентација во врска на дилемата која пред се очекува македонската бизнис заедница и многу граѓани, што значат изборите во недела, решение на кризата се да или не? Токму така, тоа е следното прашање во анкетата. Ги имавме рейтинзите, разговаравте, анализиравте, презентиравме што се влијае врз изборот на гласачите, но интересни се многу одговорите на прашањето дали се согласувате со изјавата дека изборите ќе донесат крај на политичката криза. Одговорот е очигледен, речиси нерешен резултат на прашањето дали се согласувате со изјавата дека изборите ќе донесат крај на политичката криза. Со да одговориле 42,7%, 42,9% не се согласуваат со изјавата дека изборите ќе донесат крај на политичката криза, а 14% рекле не знам или одбиле да одговорат. И моето единствено прашање после сето ова е што ова значи?
бидејќи видовме многу бројки, многу показатели, а избориве ги организираме, односно се организираат за излез од политичката криза, а без оглед на тоа кој за кого се определил, прашањето ќе има или не излез од кризата е нерешено. Ве молам за кратки коментари, бидејќи ни преостанува уште едно нешто, а тоа е, предпоставувам, тоа што го очекуваат и дел од гледачите, а ќе имате и вие што да кажете, а тоа е една мала хипотетичка, јас би ја нарекол, симулација на можните мандати. Тајве, се враќаме со блиц коментари. Иако ова е можеби целата хронологија на политичката криза од моментот кога таа се запишува, би рекла, на хартија, од првото прижино. Запишано како фабричка грешка со запишан датум на избори, како финале на решението на кризата, со јасност од цела година во која се трошиме да дојдеме до елементарните услови да спроведеме избори. Повеќе од јасно е дека вака поделениот став има две различни мислења. Предпоставувам дека оној што длабоко разбрал кои се димензиите на кризата не мисли дека е возможно на 11 да се решат. Но начинот на кој што се однесуваше политичката елита има во добар процент надеж дека тоа на 11 декември може да заврши. Како вие ги толкувате 42 наспроти 42? Овие 42 запирка 7 како гатање, желба на луѓето? Не. Како одраз на она што ни се случува во кампањата. Ако сакате како уште еден чекбек на изедначеноста на рейтингот на политичките партии низ едно друго прашање. Ние всушност низ ова прашање повторно можеме да направиме чекбек на рейтингот на политичките партии. Имате јасна нарација кај владеачката партија дека опозицијата година и пол не тормози сите, државата, граѓаните, економијата се со некаква вештачки наметната криза и дека сега кога ние ги освоиме 62-3 мандати, колку што јас се сеќам, таа е нарацијата на Никола Груевски, таа криза едноставно ќе заврши и ние после пак ќе си продолжиме фино, ќе си тераме дале, ќе си функционираме едно друго. И тоа е тој процент на граѓани. Од друга страна го имате процентот на граѓани кои што сваќаат дека изборите на 11 декември се првата етапа од една многу длабока криза каде што од Македонија се очекува да реши еден куп напластени проблеми кои што ги имаме, како во извештајот на Европската комисија, така во извештајот на Прибе и така натаму. Значи, тоа 42-42 е едноставно одраз на политичкото расположение во Република Македонија и една, јас би рекол, дури и неприродна симплификација на сложеноста на политичкиот амбиент во Република Македонија, која што се обидува да ја наметне владеачката партија, дека доколку тие победат комотно на избори, дека тоа ќе значи крај на кризата. Сигурно нема. На крајот на краиштата тие има многу комотно мнозинство и во изминативе година и пол, па видовме дека сепак кризата си тераше. Ако смеам да споредувам Кржаловски, овој мал сет сега што го направивме на неколку прашања ги нема во голем број оние не знам, не сакам да одговорам. Значи ли дека до овој резултат меѓу другото доаѓаме? Ова подсетувам на истражувањето кое што го објавивме во минатото издание, каде што 45% од неопределените, и нешто не сакаат да кажат, велат дека не очекуваат дека било што ќе се смени на подобро. Дали тој сет на мерени вредности всушност го прави овој резултат во висок процент, каков што немаме за ниедна од другите теми? Да, точно. И тука не беше презентирано, меѓутоа и лесно да се претпостави, и ако одевме со деталите која е структурата на овие одговори, јасно е дека симпатизерите на ВМРО-ДПМН се главно во тие што очекуваат крај на кризата, а обратно на опозицијата дека не очекуваат, и тоа е логично бидејќи целата криза е двополна, така да речеме, има политички и правен дел, односно политичка разврска и правна. Еве стигнавме условно речено до политичката која е посекуваната за ВМРО-ДПМН, а без оглед каков ќе биде резултатот, ќе треба да следи некаква и правна разрешница и веројатно е тука тој корпус на одговори, не на ова. Меѓутоа, за мене ова е уште едно битно прашање тука виси,
е кој на 12 декември ќе каже дали е крај на кризата политичка барем, односно дали некој ќе прогласи дека изборите беа кредибилни. И мојот страф е поише на страната на овие што велат дека нема да е крај на дури ни на политичка, а камали на правната криза, бидејќи таков збор никој нема да употреби. Европска унија како меѓународен арбитар ќе се базира на мислењето на ОПСЕ. ОПСЕ не употребува таков термин, а нема ни ферни демократски да употреби, туку само ефикасно спроведен или не. И во таква ситуација ќе има дилема дали биле или не биле кредибилни изборите. За мене тоа ќе отвори можност за продолжување дури на политичката криза. Не мислам дека ОПСЕ со сигурност нема да рече дека изборите се фери демократски. Мислам дека ако денот на изборите биде мирен, ако биде навистина демократски амбиентот, дека ОПСЕ мислам дека ќе се одважи изборите да ги протолкува, односно да ги означи онакви какви што се. Ние имавме само еднаш до сега во историјата, јас ги следам изборите, Герт Аренс ги означи изборите во 2014 како ефикасни, како еден подруглив, јас би рекол, атрибут за демократијата, што значи вие ефикасно да спроведете избори. Од вас се очекува изборите да бидат фери демократски. Кредибилни беше некаков си меѓуизраз меѓу фери демократски и ефикасни избори, кредибилни, демек веродостојни. Меѓутоа и со луѓето од ОПСЕ што разговаравме, и со луѓето од американската администрација, од Европската унија, тие велат дека ќе инсистираат на фери демократски избори. Од самите избори ќе зависи каква реторика и каков вординг ќе употребат. Јас се надевам дека на 12 во 12 часот на пладне, кога е традиционално првичниот извештај на ОПСЕ ОДИХР посматрачката мисија, дека тие ќе речат дека да, во Македонија се одржаа фери демократски избори. Тоа е мое интимно и длабоко убедување и се надевам за доброто на сите нас дека така и ќе биде. Гледам дека Кржаловски е малку поскептичен од мене. А влегуваме во последната презентација или ова ќе биде симулација низ две изборни единици. За оно што сакаме да ви го представиме, дали се движиме и можеме да очекуваме само директно низ бројките проекција во мандати или не. Погледнете презентацијата на Боби Христов. Да, ова што следи не е случајно и не се само две изборни единици, не затоа што ни недостасува храброст да отидеме во целосна проекција на сите изборни резултати, туку едноставно заради тоа што ќе го слушнете подоцна како објаснување на тоа што сега го гледате. А ова е проекција на добиени мандати во изборната единица 3. Со 35,6% освоени гласови, ВМРО-ДПМН може да смета на 11 мандати, 26,1% гласови носат 8 мандати за СДСМ, 1 мандат за Стојанче Ангелов, односно коалицијата ВМРО за Македонија со 5,3% мандати. Зошто е тоа така? Одговорот ќе го слушнете подоцна. Имаме уште една симулација на проекција, а тоа е проекција на мандати во изборната единица 2. Не е случаен изборот и на оваа изборна единица, се должи пред се на незината етничка хетерогеност, а што покажува нашата симулација, ова се резултати кои што секако ги видовте, предвидувања и искажувања на нашите испитаници на почетокот, со поддршка од 19,3% на гласачите во втората изборна единица ВМРО-ДПМН може да смета на 8 мандати, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со 17,9% гласови може да смета на 7 мандати, Демократската унија за интеграција 8,1% гласови носат 3 мандати, 4,1% гласови за Демократската партија на албанците носат 1 мандат и тука имаме 4,4% гласови исто така 1 мандат. Еве, тоа се нашите проекции на изборните резултати. Рековме, имаме причини зошто е тоа така, но ќе ви ги објаснат нашите вечерашни панелисти. Јас ќе се обидам да прашам, всушност кај Кржаловски првенствено, зошто е комплицирано
Предпоставам тоа е на 5 дена пред избори, никога веќе не го интересира тренд, иако мораме да речеме дека анкетата е завршена на 30 ноември. И безмалку започнува кога завршува предходната анкета. Во од забележуваме намалување на трендот од 1 индексен поен. Од завршувањето на анкетата до изборите има 11 дена, скоро толку колку што сме го мерале предходното. Кои ви се факторите кои на крајот во одлуката до каде се оди со пресекот, сметате дека има работи поради кои не можете напросто да речете ова е тоа луѓе и завршена приказна? Зборувам од аспект на истражување. И на почетокот го кажавме главната непознаница, односно високиот процент на неопределени. И во случајов и повеќе кандидати кои се конкурентни во различни изборни единици или на национално ниво. Пак ја споменаме Америка, релативно лесно беше, иако формула имаше 4 кандидати, двата од нив има 1 до 3% вкупен рейтинг, додека главните беа меѓу 45 и 50% на национално ниво и е релативно полесно да се предвиди и по држава во тој случај, или кај нас по изборна единица, или и на национално ниво. Овде е се уште многу голем бројот на оние кои не сакале да се изјаснат или се уште не знаат. Пак ќе речем, тука има елементи на овој албанскиот електорат кој ќе се прекршува, дали СДСМ може би подобро се даде гласот за СДСМ или за некој од албанските партии, кој е напредокот на БЕСА во однос на другите, и тука има голем корпус кој го реков дека изнесува дури 46 од вкупно 120 мандати. Ние цело време ја избегнуваме, не ја споменуваме диаспората, бидејќи анкетата е само за територијата на Република Македонија. И тоа значително може да влијае на крајната распределба, иако еве од двете презентации е јасно дека голем дел од гласовите за условно речено помалите партии ќе едноставно ќе ги снема во мандатите, односно нема да се валоризираат тие резултати со пратенички мандат, особено заради поделеноста на 6 изборни единици. И кога ќе ги споиме тие работи, значи на неопределените, потоа излезноста, која ако се водиме од претпоставката дека овде 62% се изјасниле како ќе гласаат, а на претходните две избори 63% била излезноста, можеме дури да ги занемариме сите други, и така се направени овие проекции, дека тие што се уште не знаат или не се определени, всушност нема ни да излезат на гласање. Тоа е исто погрешна претпоставка, бидејќи не можеме да го тврдиме тоа, меѓутоа ако земеме така, отприлика овие ќе бидат резултатите. И сето ова не ја зема предвид статистичката грешка, значи пак може тие 3% да значат 1 плюс или 1 минус мандат на ниво на изборна единица. Кировски? Па, не случајно Боби ги има издвоено изборна единица 2, изборна единица 3. Изборна единица 3 немаме мешана етничка структура на население и имаме две партии големи и една помала партија, и тука да речеме според онтовиот модел мислам дека дистрибуцијата на мандатите е повеќе или помалку јасна, и јас лично би бил изненаден доколку не заврши резултатот 11 мандати за ВМРО ДПМН, 8 за СДСМ и 1 за Стојан Чангелов, односно ВМРО за Македонија, бидејќи тоа е дел од поширока коалиција. Меѓутоа, ако ја погледнете... Тоа е изборната единица во која на претходните избори разликата беше 6 пратеници во корист на ВМРО ДПМН. Да, видете, трендот ВМРО ДПМН да губи проценти од гласови и да губи мандати е јасен тренд во сите изборни единици. Да речеме, во изборна единица 3 има 13 2014, сега ќе имаат 11 мандати. Во изборна единица 2 да се подсетиме дека 2014 ВМРО имаше 10 мандати, СДСМ имаше само 5 мандати. Сега проекцијата е 8-7, меѓутоа разликата е само 1,4% и разлика имаме од 1,4% во изборна единица, чија што маргина на грешка е 6%, така што тука многу тешко би можел некој да стави рака во огин дека баш 8-7 ќе заврши поделбата на мандатите. Тука може да се случи да биде 8-8, 7-7, 9-8,
Зависи од многу фактори, значи тука изборната единица 2 е изборна единица каде што имаме и голем процент на албанци кои што ќе гласаат, а веќе кажавме во текот на емисијата дека прилично непредвидлив факторот како ќе гласат албанците. Кога луѓето го простуваат прашањето добро, директно ќе зависи распределбата на мандатите. Албанските гласачи каде им носат мандат на СДСМ од проекцијата кој ќе одговори? одговори? Не знаеме дали ќе донесат мандат или нема да донесат. Добро, ние се занимаваме со податоците што ги добиваме. Така велат контролните прашања. Кржаловски, дали тоа двојката? Една логика може да говори во таа насока, бидејќи, например, Дуи нема 2-3 мандати во двојката, имал 2. А овде проекцијата кажува 3. Значи, можно е дека дел, всушност, таму може да се надева на осмиот мандат СДСМ, пак ќе речем со сите огради за неопределените и статистичката грешка, ама етен праксата покажува дека наназад на 2 мандати биле на Дуи таму и ова ќе биде успех за Дуи ако има 3, ама можно е, земајќи ја предвид историјата, дека ќе остане Дуи на 2, а може би тој едниот ќе се прелее во СДСМ. Добро. Проширувате од ова затоа што предпоставувам дека сега сите заклучуваат дека покажуваме 2, ама од прилика вакви симулации или математики имате за сите изборни единици. Се разбира дека постојат симулации за сите изборни единици. Овие симулации, бидејќи станува збор за плюс-минус 6% по изборна единица, значат еден пратеник плюс-минус. Симулациите овие ни олеснуваат да направиме проекции на мандати, меѓутоа проекциите на мандати кога ги правиме зимаме и други индекси во обзир, во предвид, а тоа е на пример за да се направи според мене коректна проекција на мандатите во секој од изборните единици и на национално ниво. Треба да се види малку историјатот на анкетите. Историјатот на анкетите нас перманентно ни покажува горе-доле точно погодување на рейтингот на ВМРО-ДПМН и секогаш подценување на рейтингот на СДСМ, не заради тоа што оние што ги вршат истражувањата навиваат за некоја од политичките партии, туку заради факторот на, не би го рекол страф, меѓутоа снебивање на луѓето кои што се определуваат за опозицијата отворено сега, да кажат. Сега луѓето не очекуваат во финалето на емисијата, како се вели, да им држиме предавање за културата и однесувањето во однос. Морам... Сега веќе во овој момент Кировски звучи како оправдување, одите само кажувам дека многу фактори влијаат врз тоа како ќе се направи проекцијата на мандатите, значи самата анкета и самите проценти на анкетите не се доволни, особено ако внатре имаме и едно друго, нешто друго што јас не спомнав. 18% вели одбивам да кажам. Тој не вели одбивам да гласам, тој вели одбивам да кажам. Тој си има определено за кого ќе гласа. Меѓутоа одбива да каже од некакви причини. Вие сега одбивате да кажете? Не, Миша Поповиќ велеше дека тие мандати најчесто се делат 2:1 во корист на опозицијата. Ако ги земеме и тие во предвид, може да ќе добиеме сосема поинаква проекција на мандати. Мислам дека Кржаловски е тој што ќе ни каже не може да одговори не знам, би било глупаво да рече одбивам да кажам, бидејќи тоа е сепак нарачателот. Кировски ќе мора да внимава малку, уредничката позиција бара се разбира воздржаност. Ова е веќе повеќе би рекла личен став. Покажавме ни со овие 2 примери зошто е тешко, но да ја довршиме со вас анализата. Па ја би го нарекол така личен став, бидејќи самата анкета не дава простор за прецизни бројки да се излегува како став на агенцијата што ја правеше истражувањето, ниту на МЦМС. Меѓутоа, ако ги исклучиме овие неопределените, односно ако денеска се случат и навистина не излезе никој од неопределени или што викаат не сакаат за кого да гласат, што има логика, пак ќе речем, бидејќи се 62-63% определени, колку што били минатите избори, може да се направи проекција на мандатите по партии. Ја би почнал од помалите, бидејќи таму, да речеме, веројатно е тешко да се очекува мандат за коалицијата за промени и правда, за либералната партија и ПДП. Значи, моја проценка е дека нема да имаат пратеници на овие избори.
понатаму е групата која можно е да заврши исто така без пратеник, меѓутоа може да се надава на 1, 2 или во максимален случај 3, каде што би ги сместил левица, особено во изборната единица број 1, или коалицијата Алијанса за албанците, која веројатно во шеската ќе добие еден мандат, може би некаде уште еден, ама не верувам. И третата тука е коалицијата ВМРО за Македонија, каде што најверојатно е известно во тројката дека би имала, а ќе биде интересно во четворката, ќе биде претпоставам на граница, а може би зависно од другите и во петката да се надеваат на по еден, ама тоа е за мене максимумот на 3, а најверојатно 2 мандати или еден ќе биде нивната завршница. Сосема на кратко, Кржаловски, проценката околу албанските партии. Да, одиме натаму. Значи, заради водството на ДУИ 2:1, а изедначеноста на ДП и БЕСА, мислам дека веројатно избори пратеници ќе имаат ДП и БЕСА, дали ќе бидат 4-4 или 5-5, не може да се прогнозира сега, а може би едната од нив ќе има еден повеќе. Со некои крос табулации веројатно предност има БЕСА, иако јас лично мислам може и обратно да испадне. Тоа пак ќе му донесе предноста на ДУИ за пак да има повеќе од нив двете заедно, односно од сите албански заедно, и би имал 12, 13, а може би 14 мандати. За албанските веројатно ќе се движи меѓу 22 и 25 мандати, иако сега има 26 или 27, не сум сигурен. И тоа станува на крај со односот ВМРО-ДПМН СДСМ, со простава дистрибуција, бројките кажуваат 50 наспроти 43 мандати, доколку, нели, пак ќе речам, никој друг не излезе од очекувањата. Ако одиме со проценка дека ќе има поголема излезност од овие 62-63% колку што се определиле, прашање колкава ќе биде таа, да речеме можно е да оди 68-69 па и 70%, тогаш има распон од 8% кои некаде треба да се распределат. Тоа автоматски значи дека веројатно од овие 30% неопределени, 20 нема да излезат на гласање, ама тие 8 до 10 ќе излезат, и прашање дали држи логиката на 2:1 за опозицијата. Во тој случај може да се намали малку гепот, и во крајни размери ја мислам дека можните комбинации со 48 па дури до 57 на страната на ВМРО, сега да се од 40 до 46. Не знам дали ова доволно провокација и Атанас да коментира на. Јас стварно со голема доза на резерва би коментирал резултатите. Она што можам да го кажам е дека со сигурност гарантирам дека ВМРО-ДПМН не може да отиде до бројка од 57 мандати. Тие освоија 58 мандати на територијата на Република Македонија 2014 со 27%, односно 485.000 гласа. Сега нашите анкети покажуваат дека тој број на гласови е сведен на околу 400.000, односно нивниот процент е сведен на 23%, така што мислам дека максималниот пик на ВМРО-ДПМН ќе биде 50-51 мандат. Мислам дека дури 50 ќе биде тешко да остварат. А за Социјалдемократскиот сојуз мислам дека се движат околу 47-48 мандати, односно кога јас лично би се прашувал, меѓутоа ова не е став на телевизија Телма, е мој личен став, јас овие избори ги проектирам на плюс 2-3 мандата за едната или за другата партија. Мислам дека идеме во исклучително изедначен финиш. Запишено е, мислам, тоа. На крајот да резимираме. 3,8% поени разлика на национално ниво, над 32%, односно 32,7% така наречена сива зона. 2,3% поени разлика во изборната единица 4, каде ќе се бира новиот премиер на Република Македонија. Доволно показатели од ова место. Јавно да ги повикаме господинот Никола Груевски, лидер на ВМРО-ДПМН, и господинот Зоран Заев, лидер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на јавно соочување в четврток овдека во студиото на ТВ Телма.
а суверенитетот произлегува од граѓаните, тие власта ја имаат само еден ден. Тоа е на 11 декември. Доблест на политичарите е да се соочат меѓу себе и да им ги предочат своите опции на гласачите. Студиото на Телма во четврток останува отворено и за двајцата. Ќе се разговара или со двајцата, или само со тој што ќе дојде. Се надеваме дека нема да бидеме принудени да бараме алтернатива за пополнување на празен простор. Оливера? Што нашето време за вечерва истече, освен овие уште 3 резервирани дена на Телма телевизија со оние кои што се непосредно во трката за 11-ти, во петок ќе се видиме на уште еден панел во кој ќе сумираме се од изборната кампања. Анкетите не ќе смеат да се коментираат веќе од утре на полноќ, па оваа доза на, предпоставувам, за едните шок, за другите чудни амплитуди во предвидувањата, нека остане и во јавниот простор до утре на полноќ, а потоа веќе ќе биде затворена оваа тема кој што предвидува и ќе може веројатно да живее само на Facebook. Само како додавка, има многу прашања кои што не влегоа од заедничката анкета со Македонскиот центар за меѓународна соработка, кои што не влегоа во вечерашнава емисија, за нив во утрешното издание на вестите. Довидување и благодарност за коментарите и до двајцата.